Почитувани гледачи, продолжуваме со отвореното студио на телевизија Нова, со нашите гости. Имаме уште еден гостин, дел од современата историја на Македонија, првиот претседател на Собранието, господин Стојан Нандов. Добар ден, нека не честит празник. Нека не е со среќа за векови да биде. Вие сте често и од време на време гостин во разни телевизиски емисии, давате интервјуа. Значи, сеќавањето ве служи. Рековте дека подготвувате и една книга, што наскоро ќе излезе, посветена на 91 година. 92. Пред вас беше еден исто така од учесниците на овие збиднувања на создавањето на Македонија, тоа магистар Ѓорги Наумов, и тој со своја книга, наречена Мојот од во плурализмот, вклучувајќи од 1990 до 2003 година, што значи дека овие почетоци 90, 91, 92 година секако се важни за македонскиот народ, за Македонија како држава, а вие сте еден од сведоците или учесниците во тие настани. 25 години е период релативно долг, не е 50, не е 100, но е значаен пресек на случувањата од тогаш до сега. Значи, каков е вашиот од во плурализмот и како вие гледате каде е Македонија сега, 25 години подоцна, од тие бурни времења кога создававте независна Македонија? Мислам оти Македонија го минува патот што го мина речиси сите балкански земји. Нема балканска земја, ниту Србија, ниту Бугарија, ниту Грција, ниту Албанија од нашите соседи, која помалку од 25 години немала бурни периоди на кризи, тешки и така натаму. Дури на некои од нив лидери им носеа, цареви и кралеви, и им носеа одстранство. Така да... Увезени. Увезени. Така да, така е, тоа е и нормално да се зрее. Ние 45 години имавме државата, имаше статус по меѓународното право на автономија. Беше равноправена федерална единка на Југославенската федерација. Меѓутоа, независни сме од 1991 година. Мислам, оти сега сме во една криза, од која треба да се излезе шо поскоро. Кризата се гледа во тоа што Македонија ги заостри односите речиси со сите соседи. Не само што не направи чекор напред во односите со соседите, туку ги заостри. Земја како Македонија, која уште е во почетната фаза на независноста, има неопходна потреба. Дури и една Кина тоа го има, тоа и Русија го има, тоа го чувствува и Америка, со соседите да има најдобри можни односи. И секоја се стреме кон тоа да изгради најдобри односи. Пред Македонија постои тој задаток, се направи, особено од 2007 година наому, едно скршнување од тој пат и мислам, нанесени се одредени штети, тоа е кризата, тоа се одрази на нашата меѓународна положба, на евроинтеграциите, на се, и мислам, оти тоа треба да се реши. Ако ме прашате како е, ќе ви кажам, оти се уште не знам, не верувам, оти со изборите од 11 декември дефинитивно ќе се решат тие работи. А ако се направи некој чекор добро, ако не, барем една илузија ќе расчистиме дека тој не е патот, па да видиме кој е патот. Љубиш, ако дозволиш, мислев да се вратиме на 91-а, но претходно господинот Андов начне на прашање за соседите. Македонија сигурно треба да гради добрососедска политика со сите наши соседи, но тоа треба да биде и вратено од нивна страна. Како гледате на политиката на соседите кон Македонија, ако се вратиме во 90-тите, спорот со името до ден денеска трае, Грција неколку години воопшто не признаваше се до склучувањето на времената спогодба 95-та година. Со Љубиша ги гледавме баш податоците пред да влеземе во студио. Социјалистичка република Југославија не призна дури 96-та, односно Србија. Милошевиќ не призна дури 96-та година. Значи, колку Македонија што треба да се труди да гради добрососедски односи, ако нашите соседи не сакаат да има такви, тешко дека можеме сами се да направиме. Па видите, ние во градењето на односите со соседите имавме помош од
Америка пред се. Привременото, прво, нашето примање во Обединетите нации беше остварено против волјата на Грција. Тие немаа право на вето, па не можеа да спречат таму тоа да се оствари. И затоа се придружија на спонзорите на наш предлогот, што го даде Европската заедница, тогаш Европска унија веќе, Македонија да биде примена на основа на резолуцијата од 817, која е усвоена од Генералното собрание. Така да ние имавме поддршка и помош. Исто време, при времето спогодба немаше да се подпише ако директно председателот на САД Бил Клинтон не се ангажира во тоа и не испрати личен пратеник Ричард Холбрук да посредува и едноставно да ги убеди грците оти таа ситуација нивна каква што оние држат кон Македонија не одржива е и мора да има безбедна, стабилна ситуација барем на границите. И тогаш Грција ја призна Македонија, ги призна границите, прифати да се откаже од било какво насилно менување на границите, до тогаш се беше можно. Се беше можно. Никаква обврска не прифаќаа. Границите не ги прифаќаа. Така да, таа поддршка че резултираше многу одамна со наша целосна интеграција, а да не го смениме името. Ние не го сменивме името. Целата оваа работа и сега што некои го бранат името, го бранат и не е сменето. Да е сменето името, нема што да бранат, така ли? Така да, таа линија е напуштена. И кај нас сега ние не сме сигурен партнер на, да кажеме, ниту на Америка, ниту на Европската заедница. Унија. Она што е добро сега, тоа е што тие сакат да ни помогнат. И да видиме колку ќе има можност да ни помогнат, да ги исправиме нашите грешки. Оти тие грешеа кон нас. Значи, Лисабонската декларација беше првиот зид во кој што ударивме. Веројатно вие за тоа и ќе пишувате во вашата книга, тој период ќе го обработувате. Но некои собитија што тогаш постоева, разлики меѓупартиски, политички, со актерите кои што и сега се важни на политичката сцена, ми се чини истите разлики сега постојат. Како да не сме надминале некои односи и се уште се делиме по членувањето во Обединетите нации, требаше да биде или не требаше да биде. Дали требаше еквидистанца кон соседите или не требаше еквидистанца. Знаете, и во внатрешната, и во надворешната политика повторно се трвиме за исти работи. Видите сега, прво треба да се свати дека во Европската заедница тогаш, Грција е членка, а Советот за безбедност со своја резолуција донесена почетокот на декември ја обврза Европската заедница да формира комисија за мировна комисија за мирно разрешување на кризата во таму Карингтон ја водеше, ако се сеќавате. И таа комисија настрана што ги водеше преговорите со сите, имаше и еден клон, таа комисија на Бадентер. И таа се ангажира и го знаете извештајот на Бадентер. Меѓутоа, во Европската заедница Грција имаше право на вето. И цела 92 година, има и сега, да. И за тоа ни треба да видим како тоа да го пресекориме. Без подобрување на односи со Грција не можеме тоа да го направиме. И 1992 година цела ни помина со тоа. Нас не услови Грција со тоа што Франција ја поддржа, Митеран ја поддржа во Лисабон, да таа Европска заедница не признае нас, оној момент кога ние ќе го смениме името и ќе земеме име без зборот Македонија или им придавка од него. Уште стои тој услов? Не. Тој услов
Така не стои. Стои, да, Македонија. Македонија си не го споруваат, се понекогаш после. Не стои. Дури на 16 декември 93 година не признале клучните земји на Европската унија. Значи тоа е 6 месеци по приемот во Обединетите нации. Точно е тоа. Се влечеше обидот после приемот во Обединетите нации. Сайрус Венс и Дейвид Овен добија задача да работат со резолуцијата 817 на градење на мерки за доверба. И Обединетите нации очекуваа нивниот извештај каков ќе биде, за да сите земји да почнат да не признават. Меѓутоа, мај месец се виде дека не помирливи се ставовите. Извештајот што тие го дадува до генералниот секретар на Обединетите нации и до Совет за безбедност, овие двајца, содржаше дека дефинитивно во Грција, во Македонија се инсистира само на уставното име и нема спремност на било каков друг компромис. А дека во Грција се инсистира да нема зборот Македонија, а последно што би прифатиле Славо Македонија да биде. Или да биде Република Словенска Македонија. Тоа во извештај стои на генералниот секретар, кој го информира Советот за безбедност. И после дојдоа други состојби. Во Грција падна Мицотакис. Не можеше се создадат услови Грција да завземе каков таков став. И затоа се чекаше до декември како е, било каде како, за да почнат да не признават европските земји да признават Македонија. Тоа што признаа Македонија во ноември, декември и така натаму, беше против волјата на Грција. И Грција затоа во почетокот на февруари 2094 година ни воведе ембарго. Ние имаме работа да си расправиме односи со Грција. Господин Андов, мислите ли дека помина тој страв кај балканските наши соседи од постоењето на независна Македонија? Дали се помирија со фактот дека Македонија после сите собитија со балканските војни, првата светска војна, втората светска војна, кралството СХС, Југославија, стигна до независна сопствена држава? Мислите ли дека овој факт го прифатија каков таков или се уште постојат одредени претензии кон нашата држава и треба да се чувствуваме загрозени? Видите, ние треба да си ги средиме односите со соседите. Македонија, политиката што ја води, бидејќи се откажа од било какви претензии кон Грчка Македонија и Пиринска Македонија, Бугарска Македонија, е примена во ОПСЕ. Тоа е негогашната КЕПС, конференција на Европската безбедност и соработка. Таму не можеш да влезиш ако не ги гарантираш границите и ако не кажеш оти си фактор на мирот. Немаш намера никакви граници да менуваш. Тоа е службената позиција на Македонија. Но во Македонија исто така стално до денес постои некој чуден патриотизам кој, ако се добро промисли, работи против интересите на македонскиот народ и против интересите на македонската држава, кој стално кука неправедни граници. Не знам, да се поништи овој договор од минатото, да се поништи оној договор од минатото. Звездата од Виргина, не знам што, она Виргина, Кутлиш се вика тоа по македонски, ама тоа у Грција е тоа, не е у Македонија. Ние, наше, може да биде само ова што е наша граница, границата наша. Целото културно-историско наследство во оваа наша земја нам ни припаѓа. Што е на нашата земја, што било и од пред Рим, пред античка Грција, па Грција, античка Македонија, па римско време, па средовековието, Византија и така, во нашите граници е наши. Надвор не можеме ние да имаме. Добро, господин Андов, официјалната политика е во рамки на ова што го говорите. Ние никогаш не сме се изјасниле, дури со уставот 95-та година со промените, ние се откажавме од било какви претензии и заштита на малцинствата во соседните држави. Ама цело време, вие не знам дали знаете, дека ВМРО уште нема на ниво на раководство на партијата, нема завземено став дека се откажува
од осудувањето на приемот на Македонија во Обединетите нации како предавнички потек. Уште го смета така, дека тоа што се направило таму било предавство. Исто така... Но, тоа е политичка оценка, веројатно сметат дека можело поинаку. Се е политичка оценка. Мислите дека не можеше поинаку тогаш? Како не може? Никако не можеше. Тоа дури е максимум што можеше да се обезбеди. Па во тоа не е убедена, дел од јавноста не е убедена во тоа Затоа претпоставка. што некој стално вика дека можело друго. Тие сакаа да го одложиме приемот, а тоа го бараше Грција. Тогашното ВМРО бараше да се одложи нашиот прием. Дури имаше две претенички што штрикуваа со глад за да се одложи приемот на Македонија. ВМРО, претеничката група, тоа го бараше. Зошто не го расчистивте тогаш тоа, господин Андов? Имавте простори, политичка волја, ако имало да се расчистат некои битни разлики од патриотски причини, како што велите, за да може Македонија да оди напред, ни тогаш, ни сега, ни двете политички струи немаат сила да ги надминат овие разлики или намерно ги развиваат. Ја не можам да сватам поинаку. Сериозни луѓе кои се работат сериозно за Македонија, барем тие разлики да ги надминевте. Како можете да ги надмините кога луѓето така сакат да мислат? И денес еве пак за некој Обединета Македонија се разговара. Пак патриотизмот се мери по тоа дали е некој за Обединета Македонија или за оваа што си ја имаме. И денес е така. Историски се расправавте на почетокот 90-тите години, 91-та, дали сте вие за независна Македонија или сте за останување во Југославија, сега се уште е актуелно. Немојте така, ве молам. Не. Тоа се тие уопштувања кои не ги гледат суштинските разлики кои постојат, не дозволуват ние на вистина да го најдеме патот како да се решават работите. Така да, ако се земе 91 година, 91 година, ние на 25 јануари донесовме декларација за сувереност. Собранието тоа го донесе. Тогаш се колебаше СДС, не се колебаше ВМРО допълнително. За тоа. Меѓутоа, потоа, кога дојде време да се прима Македонија во Обединетите нации, ВМРО беше против. Против беа. Па се и за референдумот беа многу против на почеток. Види, тоа па друга работа е, друга приказка е. За референдум ние имавме најголем вака удар, бочен, од владата на Клюсев. Владата предложи еден пакет од 4 или 5 колку беа законски проекти за раздружување. Собранието да ги донесе тие закони да се прогласила независна Македонија. Без референдум. Зошто викате удар дека би било тоа? Затоа што тоа ќе предизвикаше, ако го направиме, да интервенира армијата. Постоеше таква сериозна опасност, реална опасност сега да ви или кажам, само страф како било... страф? Да. Немојте да си играте. Во тие моменти тоа беше реална можност, да дадеме можност да интервенира армијата. Едно 15 офицери во македонци, генерали, полковници, такената, во ЈНА, дошле кај Киро Глигоров, кога ние расправавме по тој пакет. И ме извикаа од седницата да идам таму, горе во вилата, и Киро беше депримиран, не знае што да праве. Тие велат дека ништо ние не можеме да направиме, да спречиме да интервенира ЈНА ако поминат овие. Ако овие закони ги прогласите. Исто вика како у Хрватска. Исто така. Само Хрватска имаше војска, а ние немавме војска. Тоа беше. Че ги предупредија, сака да кажете? Да. Не предупредија, оти че ги поапсат сите, и пратеници, и министри, и они не можат со прст да мрднат. Беа генерал полковници. Едниот беше командант на армиската област во Белград, Александар Спирковски. Генерали сериозни луѓе. Господин Андов, но ако биле на таков став, тие ќе интервенирали после 8 септември. Зошто не Чекај интервенирали? сега да ви кажам. Зошто? Заради тоа што по уставот на Југославија самоопределувањето може само народот да го реши. Нашиот референдум е во согласност со тогашниот југословенски устав. Па добро, и Словенија, ако не се лажам, имаше референдум, но таму интервенираше. Ама затоа мораше да повлече таму, па војската се ја донесе во Хрватска, која прогласи со одлука на Саборот. Сабор. Дали ви е јасно сега? Тие се многу битни разлики. Тоа е клучот.
И затоа ние тоа не сме, и мене Киро ми вика после, ја му кажа поти, он ми вика нека каже председател да се обрани. Што ќе кажам, ние расправаме 3-4 дена, нема, не попушта владата ништо. Добро, господине Вазов, ако може да ви кажам, ако знаеле ова, зошто биле против референдумот? Ако знаеле кои? Тие што биле против референдумот тогаш. Па види, прво они сакаат да не осудат зошто ние не прогласиме независност. А второ, оправдание за референдум беше вториот дел од прашањето. Вториот дел од прашањето. Федерација Тоа беше вториот дел. Меѓутоа јас мислам ВМРО веќе беше пред да дојде прашањето. Само кога рековме ќе одиме на референдум, тоа беше пред Илинден, поделија еден леток каде Киро и мене ме прогласуваа како предавници на македонскиот народ, на македонската држава и така натаму да се боре народот против режимот на Глигор Фјандов. Тоа беше повик. Зошто? Затоа што се одваја. Кај знам зошто. Тие беа против референдум или што? Тие биле за да прогласиме независност со одлука на власт. На собранието, како Хрватска. Да, и да пролееме крв овде. И овие рекоа, крв ќе падне. Генералите кажа, нема никој вика да не спаси. А кој знае кога ќе имате шанса веќе да правиме пак независна држава? Господин Андов, може ли да се присетите колку JNA тогаш имаше војска во Македонија за да направиме некаква објективна проценка колкава била таа опасност, бидејќи знаеме дека сите сили беа ангажирани веќе избувна војната и во Хрватска и малку без гајле од Македонија отиде само Аврамович Джико тамо да командува војската, овде беше присутна цела. Колку е, дали беше 15 или 20 хиляди, абе нас ни треба да не протерат и 500 војници. Ние немавме војска. Имавме полиција, ама не може се одупре на војска. Војската има се што треба. Така да, реално, види, тие реални опасности. Така ние да постапивме. Постоеше можност Србија и Грција заедно да интервенират. Заради тоа што нашето самостојување беше против уставното. Против уставно Да, сакам да кажам. Референдумот ја спаси ситуацијата. Преговори за интервенција имаше после референдумот, ама Америка им кажа, чут, тамо народ се изјаснил, нема веќе. Дојде Умпрофор. Да, после дојде Умпрофор. Ние Умпрофор посакавме заради тоа што нам ни се закануваа од Грција дека паравојска некоја, национална гарда, ова може да влезе и така натаму. И Киро тогаш побара. Тоа беше 92 година, кога он побара пред да дојде овде. Владо Поповски и не знам кој уште еден му дошле таму, тој беше министер за Иденко Малевски. Му рекле дека постои реална опасност за интервенција одваму и они сугерираа ние да бараме да дојде пред овде. Мене Киро ме викна, ми вика вака и вака, дојдоа луѓето, оценката е таа. И му викам, така ќе правиш, што да правим? Тие се надлежни органи, тие водат сметка и ќе бараш. После тоа овладе веќе Грција и непосредно они правеа маневри на границата. Дивизии правеа маневри, па надлетуваа Македонија со ова и така. Така беа тие работи. Не се едноставни. Не се едноставни, сигурно. Вие денес мислите така, оти тоа така било лесно. Не било лесно. Страшно било. Затоа сте вие да говорите како било. Страшно опасно било тоа. А инаку договорот Србија и Грција постоел уште 1912 година, така да немало да биде изненадување. При крај сме со разговорот, јас сепак јубилеј е поводно видувањето. Евоцирањето на спомените само во функција на тоа да заокружиме еден период од 25 години. Го слушав и говорот на председателот Иванов сношти, во еден дел рече, што е факт. Стотници други народи се уште чекаат ред да добијат независна држава. И поголеми од македонскиот народ. Ние сепак формиравме држава во еден историски континуитет. Можеме ли ние и ните генерации со сите разлики политички кои што ќе постојат и во иднина да бидеме задоволни со тоа што го имаме и како да го стачуваме тоа? Се разбира, зависи тоа од многу околности. А има и многу опасности кои се закануват.
Јас ќе ви дадам пример. Така лутале, да речеме, многу србите, па и бугарите. Обреновичи биле за со Австро-Угарија, Караđорđević биле за со Русија. Многу. 50-60 години таа дилема постоела кај србите. Делумно и сега постои. Само се други протагонисти. Во Бугарија исто така. Во Бугарија, по ослободувањето од турците, министри беа со министерско властување руски офицери. Има формално само кнез Батенберг. Иначе русите решава. После раскинаа со русите, отидоа со германците. И така натаму, од германци крал, цар му донесува. Затоа викам, и лидери ми носеа дури. Така да, тие се такви работи. А сега е друго време. Ја мислам оти, нам ли се заканува голема опасност ние да се истоштиме ако водим политика која не е способна да ги подобри односите со соседите. Не може да најде начин кој измислува пречки за подобрување на односите со соседите. Која става непремостиви пречки. Сама ги поставува тие пречки а после вика ете тоа не може. Ете таму не може. Тоа им е алиби да можат да идат на избори и да победуваат. Тоа е таа шпекулација која не е мудрост, која е чувство за ситен, секојдневен профит да се освојува од политиката, да се добива нешто лично и групно, место да се води народот и државата. Споменавте 11 декември дека не очекувате да се разреши кризата. Што сакавте да кажете со тоа на почетокот го споменавте да не ни остане да виси. Што очекувате по изборите? Па по изборите мислам ќе дојде процес на создавање на влада, нели таква каква ќе може. Не знам каква ќе биде таа влада. Може да биде пак со мнозинство од сегашното мнозинство кое е, ВМРО и ДУИ. Може да биде некоја четворна коалиција. Како 2001. Не, тоа не беше така. 2001 не беше така. Таа можеме да расправиме 2000. Беше така 2001, како не? Кој остана надвор само? Сите беа на три пада, па иде па ДУИ, ама не беше формирана уште, уште беа во планина. Да влезе во влада, па отидоа. ПДП мислам беше малку надвор. ТПА беше во владата. Да, ТПА. ПДП не беше. Така да се е можно. Не знам дали ќе се поместат релативните односи. Дали ВМРО ќе однесе превага како сега, или ќе биде намалена таа разлика, или ќе се свртат работите, опозицијата да добие повеќе. Не ми е јасно тоа сега, немам јасен знак за тоа. Немате. Немам јасен знак за тоа. Затоа викам се е можно да биде и голема неизвестност. Ако продолжи оваа коалиција, мислам ќе дојде до големо разочарување кај народот овде и многу кој што нема да гласа за таа. Разочарувањето е кај ќе си каже на 11 декември. Нема ке сите да биде. Разочарувањето ќе биде кај поголем дел од луѓето и дури и од дел од тие што гласале, бидејќи нема да им се исполнат тие очекувања нивни или очекувањето им биле за малку Брекзит во Англија. Да, така. Половина се против тоа. Така и овде што ќе се селат луѓето многу. Субстанцата на македонскиот народ ќе иде надвор. Оние здрави. Имаме време до избори да ве поканиме повторно да бидете гости и да поразговараме. Ви благодариме многу што дојдете. Јас не сакам да се мешам во конкретната сегашна политика. Јас сум човек во напредна возраст, не можам да носам веќе одговорност и си кажувам мислење кога ако не добар повод ќе биде книгата што ме издаде господин Андов. Тоа е за 1 месец рековте. Молам? За 1 месец. Така, мислам она е печатење сега. Нека ви е со среќа. Ви очекуваме повторно во следна прилика. Благодарам.